во мечот со Басри Суфи, кој што го освои во второто место во категорија минус 79 килограми. Сега одиме уште потешка категорија 92. Реджеп Хајдари против Никола Симович од Србија, ево српскиот представник. Во син дрес го очекуваме македонскиот надпреварувач. Да, тоа се двајцата борачи кои што се пријавени во оваа категорија, нема претходни настапи. Ева е практично финале. Интересно е што паралелно како се развиваше борењето слободен стил во Македонија, Србија го имаше борењето во грчко-римски стил. И тука немавме мешање обично, имаше обиди и од наша од нивна страна. Меѓутоа се новите правила на Светската федерација, вклучувањето задолжителното вклучување на ефективна акција, многу убава на Хајдари. Да, веќе 4 поени освои, меѓутоа она беше чистење. Да, чистење, нешто слично на джудото. Во джудо спортот, да. Има сличности и тука, меѓутоа, нели, различни униформи, различни дресови, така натаму, па и начин на водење на борбата. Да, за 30 на секунди водство 4-0 за Хајдари во дуелот со Симович, кој мора да биде внимателен, иако се вака се чини дека се обидува да има иницијатива, но рековме добро подготвени борачи знаат да го искористат моментот кога противникот ќе тргне и да го навлечат. Убав влез за нога на повторна атракција на Хајдари. Нови 2 поени. Знаете, таму има една ситуација каде што еве и ние би го работеле борењето во грчко-римски стил. Значи тренерите се уште немат навика да го спроведат така како што бидејќи има техники кои се многу блиски и со двата стила. Меѓутоа гледате дека борачот на Србија малце така повисоко стои. Бидејќи тој се надпреварува во грчко-римски стил. И на времето порано во југословенскиот период категориите од 90, 100 и 130 кг обично се надпреварува кај нас и беа прилично успешни. Затоа што и во слободен стил и во грчко-римски стил тие се боре од високо. Така, и делуваат и се малку постатични во однос на овие да речеме поситните категории, полесните. Ова беше жестоко, настрада еден од снимателите тука на локалната телевизија или настрада техниката, добро што настрада еден од снимателите. Но е атракција која што само покажува колка е жестината, иако тоа можеби не изгледа така вака на прв момент. И тоа се случи надвор од дозволениот простор за борба. Во желба да ефектуира, можеби требаше поинаку да пристапи. Сега е казнет за оваа акција. И тука треба, знаете, некојаш едно е да си храбар, друго е да си тактичен и мудар и ова може да го кошта многу. Ако одлучуваш овој поен, да. Значи таа јавна опомена може во една ситуација при изедначени бодови да биде победнички, да, решавач. Да, инаку освоија по еден поен 20 борачи, 7-1 е резултатот. 4 минути и 20 секунди до крајот на мечот или минута и 20 до крајот на првата рунда. Еве колку може да биде опасно кога сте во непосредна близина, иако во борењето ретко се случуваат вакви ситуации до таму да дојде некој од борачите. И еве сега добар влез, го крена противникот, освојува уште 4 поени и завршува. Крај, да. Уште еден меч кој завршува со технички туш. Реджеп Хајдари во дуел со српскиот представник Никола Симович, категорија минус 92 килограми. Атрактивно, квалитетно, нема да споменам, во моментов делува некако еден од фаворитите да освои некој од престижните награди, но не само тој. Имаше неколку атрактивни борачи, кои што исто така победија со голем број на поени, со технички туш.